Во петокот, навечер, веќе неколку петоци почнавме да ја проучуваме книгата Христови параболи. Една од поубавите книги, ако може да се издвои, нели, сепак, се е толку убаво од сестра Елен Вајд, се што е вдахновено од Светиот Дух. Но, знаете, сепак имаме ние некои поомилени делови во Библијата, кај што, нели, ни се мили и драги, иако целата Библија, целото Слово е вдахновено од истиот Дух. Така да, ова е една од поубавите книги и наистина убаво е да се присуствува на тие петочни богослуженија. Јас да ви кажам право, вчера бев воодушевен, слава на Бога. Јас не памтам, може би имало некојаш, ама не памтам во сите овие години додека сум тука да имало такво петочно богослужение. Дори толку беше претесно во канцеларија, да моравме да се префрлиме во големата сала. Значи, некаде околу 18 души, ако не се лажам. Што не се случувало некојаш и во саботните попладнени богослуженија сме биле помалку. Фала на Господа за тоа и да продолжиме така, затоа што верувам дека секое собирање, секое проучување е на наш благослов. Вечерва ќе искористам некој дел од баш од параболата за сеачот, меѓутоа за тоа малку покасно. Би започнал со стихови кои што неодамна брат Јани ги обработуваше, малку во поинаков контекст, во контекст на неговата серија за исцеленија. Ќе отвориме во Матеј 8 глава. Значи, Матеј 8, 28, од 28 стих ќе почнеме. Матеј 8, од 28 стих почнувајќи. Знаете, ова е после бурата на Галилејското езеро и кога Исус ќе стигне од другата страна на езерото, на морето, во Гадаринската земја, во Гадарија. И ќе се сретне со оние двајца бесни луѓе, кои што живеат на гробиштата, кои што биле страф и трепет за околината и за сите што таму ќе се нашли и минувале. И кога дојде на другата страна во Гадаринската земја, го сретнаа двајца обседнати од демони, кои излегоа од гробовите многу свирепи, така што никој не можеше да помине по оној пат. И ете извикаа велејки: што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божие? Дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? А далеко од нив пасеше големо стадо свињи. А демоните го молеа, велејки: ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињите. И им рече: отидете. А тие излегоа и отидоа во свињите, и ете целото стадо се стрча низ карпата во морето и загинаа во водите. А свињарите побегнаа и штом дојдоа во градот, известија за се и за она што им се случи на обседнатите. И ете целиот град му излезе во пресрет на Исуса, но не за да му изразат добре дојде, и кога го видоа, го замолија да си отиде од нивниот крај. Ке задржиме на овој дел. Беше однеодамна обработуван овој случај, меѓутоа на овој последниот дел. Претрпеле голема штета, поготово баш собствениците на овие свињи, и за нив воопшто не било битно, а едноставно биле заслепени да не го видат чудото, да не ја видат на сила Божја која што се пројавила пред нивните очи, пред некој од нив. Повеќето, нели, само слушнале, но најбитно им било тоа што доживеале голема штета економска пред се. И затоа го замолиле да си отиде од нивниот крај. Или ако го читаме паралелниот текст во Лука 8 глава, 37 стих, 8.37, Лука вели: и целото множество од Гадаринската околина го замоли да отиде од нив, зашто ги опфати голем страф. Се исплашија. Зошто? Што се исплашија?
ги снашла несреќа, се исплашиле да не ги снајдат уште многу други несреќи. Видите коментарот од Елен Вајт, сакам да се задржам на ово и да размислуваме малку. Вели, оваа загуба била дозволена од милост кон собствениците на свињите. Интересно, 2000 свињи, кој знае, во тогашно време, или може да сметаме во денешно време, иако не сум запознаен и не знам колку би чинела една свиња. Меѓутоа, тоа е сепак голема загуба. 2000 свињи, тоа е огромен број. И јас не знам дали, никош и не сум бил, меѓутоа во свињарската фарма тамо во Свети Николско, не знам дали има толку свињи. 2000 е наистина голем број. И голема штета. Меѓутоа, оваа загуба, вели Духот на пророштво, била дозволена од милост кон собствениците на свињите. Ова карактеристика милост или љубов, која зборуваме за Господа, наистина се нака пријатни и за слушање и да разговараме за нив. Меѓутоа, многу често пати милост ја сваќаме онак, понашки, да кажем. Како можеме да сватиме дека ова е милост? Пак ќе повторам, оваа загуба била дозволена од милост. Дали некојаш може да се случи да Господ дозволи да загубиме, дали тоа материјално или било во кој смисол, затоа што е милостив кон нас. И сега ние, ако на тоа не гледаме како што треба да гледаме, ако очите ни се затворени или заслепени како кај овие, и овие биле незнабожци, меѓутоа евреите не биле ништо по-добри, односно биле по-лоши, тогаш навистина таа милост така ќе пролета, таа прилика така ќе пролета и нема ништо да научиме од тоа. Видите што вели понатаму, обземени од земните добивки, тие не држале до неспоредливите вредности на духовниот живот. Не одат, значи земни добивки, земски интерес не оди со духовното. И те како може да го потисне духовното, било каков интерес земски, значи. Во случајов е материјален, економски. Исус сакал да го раскине влијанието на себичната рамнодушност, за да можат да ја примат неговата милост. Меѓутоа, жалоста и гневот поради земната загуба ги заслепиле нивните очи за милоста на Спасителот. Внимавајте, што ги заслепило? Зошто не можеле да ја видат милоста Господова во случајот? И тешко е. Ставете се вие во нивна ситуација, па нека ви се случи такво нешто, па дали ќе видите милост во сето тоа. Значи, жалоста и гневот поради земната загуба им ги заслепило нивните очи за милоста на Спасителот. Прашање што секој од нас може да си го постави, колку некогаш ние заради некоја загуба се гневиме, жални е поради тоа што сме го загубиле, па нема да видиме Божјата милост. Како што еве сега ми доаѓа на памет Јона со тиквата. Иако е ситница во споредба со ова. Меѓутоа за него, може би не била ситница, затоа што среде тоа жешко сонце тамо имал сенка, колку толку, че имал некоја заштита. И тој Господ допуштил да се исуши таа тиква. И му било жал поише за тиквата, отколку за оние 120.000 во Ниниве. На Божиот пророк. Појавата на надприродната сила разбудила суеверие кај народот и потикнала страв кај нив. Ова што го читавме во Лука. Се исплашиле. Од престојот на овој странец, меѓу нив можат да уследат натамошни несреќи. Се рекле, ово може би само почеток. Овој ќе не остави без свиња овде во крајот, како што тргнало. Во еден миг 2000. Од престојот на овој странец, меѓу нив можат да уследат натамошни несреќи. Насетувале финансиска пропаст и решили да се ослободат од неговото присуство. Оние што го поминале езерото со Исуса раскажувале за се што се случило претходната ноќ, за своето страдање во луњата и како ветрот и морето биле смирени. Ќе кажувале своите искуства што
таа вечер ги доживеале. Меѓутоа, нивните зборови не допирале, не оставале никаков впечаток. Често пати знаеме да кажеме, што е и до некаде и точно, значи на гладен, оди зборуваме во Евангелијата, колку сакаш зборувај, тој сака првин да се нахрани. Овие пак претрпеле загуба и сега оди ти проповедај им. Едноставно не гледаат ништо. Воопшто не го приметиле чудото. Воопшто никаков впечаток не оставило самото чудо. Значи, тие бесни луѓе сега станале толку кротки, толку целосна преобразба кај нив. Еден куп демони изгонил Исус од нив. Сето тоа не оставило впечаток. Колку кај нас оставаат впечатоци вистините Божии, кога читаме, кога слушаме, кога гледаме проповед. И така натаму. Треба да се запрашаме и што е тоа, можеби што, можеби не заслепува и го потиска тој впечаток, да не биде така зацртан во нашиот ум како што Господ сака. Може да бидат еден куп работи. Меѓутоа, нивните зборови, значи, вели, не оставале никаков впечаток. Во страв народот се собрал околу Исуса, прекунувајќи го да ги напушти, и тој се согласил, прекунувајќи го да ги напушти, и тој се согласил, влегувајќи веднаш во чамецот да се врати назад. Колку пати можеме ние во нашите животи, па можеби баш и вака го молиме, го замолуваме Исуса да не напушти. Затоа што или сме претрпеле загуба, или пак насетуваме дека ќе се случи некоја загуба. Јас пак ќе се сетам, не ми текнува моментот на некој подобар пример, има сигурно, меѓутоа тоа беа самите почетоци, кога проучувавме сите ние четворица во Свети Николе со братот Делчо, тоа во мојот дом, и кога ги виде сите тие наредени касети, преку 150 може би беа, тоа беа касети, и кога рече ти ова треба да фрлиш. Не. Извини, се може, ама тоа не. Тоа јас го сметам за загуба. Страшна загуба, затоа што знаете, во тие години, не беа баш тинејџерски, меѓутоа знаете како почнува, од кој период почнува тој интерес кај младиот човек за музика, за така натаму, и се сум го собирал се до тоа, тоа било богатство, за мене било богатство. И сега некој да ми го земе. И дори му реков, се сеќавам, кај те сретнав сега тебе, требаше ми дојдеш тамо некаде после 10, 15, 20, 30 години, па да ми кажеш такво нешто. Да го одживеам животот со други зборови. Меѓутоа, тоа е милоста Господова. Треба да разбереме дека Господ не сака и не тера ни со сила, меѓутоа, тој не поучува, тој не сака да се откажеме од нешто од кој што би имале некоја корист. Не. Сето оно од кое што бара да се откажеме да го жртвуваме е нешто што може да ни наштети во односот со него. И често пати во такви мигови знаеме да кажеме Исусе, те молам, дури некојаш многу погруби, напушти. Со погруби зборови. Луѓето од Гергеса имале пред себе жив доказ за Христовата мок и милост. Ги виделе луѓето на кои што им е вратен разумот, но толку многу се треселе на своите земни интереси. Знаете, се треселе на своите земни интереси. Што оној кој го победил кнезот на темнината пред нивни очи е сметан за неповикан гостин и небесниот дар бил оддалечен од нивните врати. За жал. Ние немаме можност да се свртиме од Христовата личност. Лично сме немаме прилика да се сретнеме, да имаме ваков некој случај, како што тоа нели го сториле гергесинците. Но се уште мнозина не сакаат да ги послушаат неговите зборови, затоа што послушноста би опфатила и жртвување некое световно добро. Од страв неговото присуство да не предизвика парични загуби, мнозини ја отфрлаат неговата милост и го оддалечуваат од себе неговиот дух. Денеска имавме убава поука и меѓу другото се спомна дали богатството како проблем, односно себичноста пред се повеќе.
И мнозина денеска, токму заради тоа што прифаќањето Христово може да предизвика, меѓу другото, и парична загуба, тие отфрлаат неговата милост. Воопшто не го сваќаат тоа како милост. Тие сметаат дека Господ не е во тој случај милостив. Но, кога би можеле да погледнеме со духовни очи, онака како што Господ гледа, да се погледнеме себе си, или кога би можеле да го видиме крајот од почетокот, како што тоа го може Бог, и тоа ќе видиме дека наистина е милост. Дека тоа е милост. Ајде да отвориме во Дела 19 глава. Тука имаме еден случај така, што се вклопува во ова наше размислување, со еден Димитрий. Ама не тој Димитрий. Добро, нема многу реакции, значи слабо гледате. И не треба. Сум запишал овде од Дела Апостолски 19 глава од 23 па понатаму до 20 глава. Први стик не мора сега да читаме и сум запишал како подсетник бизнисот на Димитрий во Ефес. Каков бизнис имал овој човек во Ефес и како сметките му ги расторил Павле, односно Господ преку него. Ајде да читаме од 23 стих. Во тоа време се подигна немал бунт заради патот, заради веста, заради пораката, заради Евангелието што го носеле Павле и останатите. Зошто некој човек по име Димитрий, сребренар, кој правеше сребрени артемидини храмови и на уметниците им донесуваше немала печалба, ги собра и нив и работниците на такви нешта и рече: мажи, вие знаете дека нашата благосостојба доаѓа од оваа работа. Од тука го вадиме лебот. А гледате и слушате дека овој Павле не само во Ефес, туку речиси во цела Азија убеди и одврати големо множество, велејќи дека богови направени со раце не се богови. И како би можеле да бидат богови кои што се прават со човечки раце, би се молам. Ама ете, тоа е суеверието, тоа е празноверието. И денеска ги има такви, дури сега, непосредно пред богослужение на Фейсбук некој пуштил линк, интересен линк, наводно, не наводно, тоа го знаеме дека католичката црква не ги признава како вистински оние појави во Меѓугорје на под наводници Дева Марија, и само што тоа не сака да го обзнани премногу јавно, за да знаете, да биде мир во куќа, нели обично. Така се случува. И замисли си кога тоа, како тоа би одекнало кај тие луѓе таму, кои што направиле цел култ, мислам, од тоа и самото место. Јас никош не сум бил, ама сум гледал слики и доволно јасно, значи, што луѓето може да направат од ете наводни чуда, односно појави на демони во ликот на Девица Марија. И сега ти да им го расториш на мнозина таму бизнисот. Но не постои само опасност да изгуби углед ова наше занимање, им вели, значи, Димитрий, и храмот на големата Божица Артемида нема да биде сметан за ништо и да му се наштити на величието на онаа која ја почитува сета Азија и целиот свет. Кога го чуја тоа, полни со гнев, викаа велејки: голема е Ефеската Артемида. И целиот град се побуни и еднодушно навлегува во театарот и ги одвлекува македонците Гај и Еристар, Павловите сопатници. Немале кого, ги нашле нив. И сега интересно, ако читате коментарот од Елен Вајд, овде Павле можел да загине на лице место, ако го фателе. И Павле сакал да дојде во театарот, да влезе. Но, вика, кога Павле сакаше да влезе меѓу народот, учениците не го пуштија. Некои од азиските началници, кои му беа пријатели, испратија при него и го помолија да не се појавува во гледалиштето.
И вика, едни викаа едно, други друго, зашто собранието беше збунето и повеќето не знае зашто се беа собрале, како на денешниот, мислам денешниот, овие протестите кај нас што се случуваат. Некои не знаат ни зашто одат да протестираат, ама ете, викаат таму. И тогаш го потикна од народот Александар, кога јудејците го туркаа напред, Александар пак мавна со раката и сакаше да даде објаснение. Пред народот го дава објаснението и некако ете, односно преку писарот пред се, градскиот писар, успева да се смири оваа толпа. Се распушта соборот и вели 20 глава, први стих, кога стивна вревата, Павле ги повика учениците, ги посоветува, се прости со нив и тргна да отиде во Македонија. Што ќе прави во Ефес? Малко една спореда може тука да видиме дека Исус во случајот во Гадарија, кога го замолиле да си замине, тој веднаш си заменал. Овде Павле малко, знаете, човечки сакал, имало отпор кај него, па сакал да оди да им докаже. Меѓутоа, добро е што Господ преку овие негови ученици го одвратил, затоа што, како што кажа Елен Вајд, вели тука дека можел да зајде, да биде прекратено неговото дело. Едноставно, во овакви ситуации најдобро е човек да замине, да се тргне од таа цела гужва, доека не се смири, значи тој гнев. Знаете, гневот на еден е проблем, а камоли кога имате гневна толпа, уште поголемо зло. Значи, еве гледаме ситуација овде каде што Евангелието, радосната вест, им го растура бизнисот од некој. Лебот им го зима на некој начин. Но сето ова е милоста Господова. Сето ова милоста го прави ден денеска во нашите животи. Оно што го прочитав во цитатот предходен, значи, каде што Елен Вајд вели, се треселе над своите земни интереси, биле заслепени, значи, од тоа што премногу биле насочени на земните интереси и земните добивки. Ова е голема опасност во наше време. Ние живееме во едно материјално време, кај што навистина можеме многу лесно да бидеме заслепени, било со... Значи, тие земни интереси може да бидат од било каков облик, не стана збор само за пари, за економски некој добиток. Не, за добивка. Тоа може да представува опасност во нашиот живот, за да не ги видиме чудата Божи, за да не ја забележиме неговата милост. Дотвориме во Марко 4 глава. Сега веќе оние кои што присуствуваат редовно на петочните богослуженија ќе видат каде одам со мислите. Значи 18 и 19 стих од Марко 4 глава. Семето и сеачот. Вели, а другите, значи семињата, кои што се посеани во трње, тоа се оние кои го чуле словото, но светските грижи, измамливоста на богатството и желбите за други работи, која ќе влезат, го загушуваат словото и остануваат без плод. Значи, светските грижи, од секаков тип, мислам дека имаше и добар стих и коментар од сестра Зорица предходно на утринските стихови, за тоа што може да направат грижите. Измамливоста на богатството, желбата за богатење и желбите за други работи, што може да направат? Да го поништат влијанието на Светиот Дух, на Евангелието, на Божјата реч и да нема плод, да не се појави плод, што е чест случај кај нас како христијани, сега нормално, кај секого различно, тоа Господ најдобро знае, зошто плодови недостасуваат, но некојаш се токму овие причини. Земскиот интерес. Еве да видиме што ќе каже Елен Вајд за она семе кој што паѓа во трње. Ова е нешто што го читавме и го проучувавме минатиот петок, значи не вчера. Еден дел да се подсетиме на тоа. Вели, Христос ги изнел опасностите за душата.
Ги спомнавме кои се. Марко ги спомнува како измамливоста на богатството, светските грижи и други работи. Грижите на овој свет. И вели, ниту еден општествен слој или ниту еден човек на било која возраст да не е поштеден од ова. Секој, замисли си, од најрана младост вие имате некаков си интерес. Не знам дали сте виделе некојаш едно мало као стрипче, многу малецко е од евангелистите, мислам дека порано го делеа. Не знам како носеше наслов, меѓутоа беше баш како стрип. Тоа беше твојот живот, да, така се викаше. Од малецок, па сега немам време, па не знам, ќе си играм со другарчињата, па после во школа, па многу обврски имам околу школото, сакам да завршам, немам време, Господи, за тебе, па после доаѓа време да се женам, да се мажам, па потоа работни обврски, на крајот немам време и завршува во гроб. Сето тоа затоа што тие земни интереси не влечат и го угушуваат влијанието на Евангелието. Нито еден општествен слој не е исклучен од грижите на овој свет. Овде Елен Вајд коментира во поглед на општествените слоеви. Значи, тешката работа, откажувањето и стравот од скудност предизвикуваат неволи и тешко ги оптоваруваат сиромасите. А пак богатите ги обременува страв од загуба и мноштво други стравови и грижи. Значи, нема човек кој што нема некој грижи. Ако некој се грижи како да заработи, некој другиот се грижи за друго нешто. Мнозина од Христовите следбеници ја забораваат поуката што тој сакал да ја научат од свеќињата во полето. И знаете на што алудират. Што има да се грижиме, што ќе облечеме или што ќе јадеме. Најбитно е да го бараме Бога, да го бараме Неговото царство, Неговата правда. Тој ветил дека се друго ќе ни придодаде и баш читавме, мислам и вчера, во Филипјаните 4 глава, 4 стих, дека не треба се грижиме за ништо. Сите грижи треба да ми ги предадеме Него. Што не е лесно. Не е лесно. Често пати не потискаат грижите. И вели, мнозин од Христовите следбеници ја забораваат поуката, тоа го прочитав, тие немаат доверба во Неговата непрекратна грижа. Значи, Господ се грижи за нас. Господ не остава. Господ знае дека треба да јадеме, знае дека треба да се облечеме. Се знае, ги знае сите наши потреби. Тие немаат доверба во Неговата непрекратна грижа. Христос не може да ги носи нивните товари, зашто не ги оставиле на Него. Баш Филипјаните 4 глава кажувам, сите товари, сите грижи треба да му ги предадеме на Него. И затоа грижите во животот, иако требало да ги приближат до Спасителот, значи, тие моменти, таа оскудица, може би, или било каква грижа да имаме, треба да не приближат до Спасителот, а не да не оддалечат. Вели, од Него да побараат помош и утеха, тие представуваат пречка што ги одвојува од Христа. Мнозина на тој начин се преокупирани со работа и немаат веќе време за молитва. Значи, грижите за тоа да се заработи, да се дојде до она потребна парче леп, екзистенција и така натаму. Сето тоа не толку многу загрижува, не оптеретува, не го одзима времето, да веќе немаме време ни за молитва. Немаат време за проучување на Библијата, немаат време да го бараат Бога и да му служат, и за сите ови работи немаат време, а за се друго имаат. Имаме, одностно. Да не се вадам јас од тоа. И јас живеам на оваа планета Земја, и јас сум со своји слабости и мани. Понекогаш во нивната душа се уште се јавува стремеж за светост и за небото. Значи, не дека скроз го заборавиле Господа. Не. Меѓутоа, но немаат веќе време да се одвртат од бучавата на овој свет. Значи, веќе сте влезени во тоа тркало и ве носи. Да. Значи, немаат веќе време да се одвртат од бучавата на овој свет и да ги слушнат величествените и авторитативни зборови на Божиот Дух. Вечното станува споредно, а световното доминантно. Семето на речта не може веќе да донесе плод, зашто силите на душата се насочени кон негување на трњето на световност. Еве го тоа трње. Измамливоста на богатството.
За ова нема потреба многу да зборуваме, денеска доста се кажа на пуката. Сластите на овој живот. Опасни се задоволствата во кои пливаме за да ги задоволиме нашите желби. Секој угаѓање на себе си, кое ги слабее физичките сили, кое го затемнува умот или ја отапува духовната проникливост, прераснува во телесни походи кои војуваат против душата. Или други сласти, како што се спомнати во Марко. Овде има еден куп работи. И еве, јас доволно е само овој дел да го прочитам, кој што се однесува на младите, но може да се примине на секој од нас. Односно, повеќе и на родителите. Многу родители се трудат на своите деца да им обезбедат среќа, задоволувајќи го нивниот стремеж кон забави. Не знам дали следите вести и дали видовте во последните неколку дена колку млади животи се изгубени на патиштата низ Македонија, па и пошироко. Неверојатно, значи се вози со таква брзина во сред Скопје или не знам кај. Матурирале 18 години, полнолетни, им дале кола и кај завршуваат. Тоа ли е животот? Им дозволуваат да се занимаваат со спортови, да посетуваат забави, им даваат пари со кои можат да се расфрлаат и да ги задоволуваат своите неконтролирани желби. Но колку повеќе ги се попушта на желбата за уживање, таа станува се посилна. Интересно. Како ѓаволот не фаќа сите нас, не е во само за младите. Значи, се повеќе и посилна станува желбата за уживање. Затоа овие млади луѓе се повеќе стануваат окупирани со забави, доека конечно не почнат истите да ги сметаат за голема цел во животот. Која е таа цел? Создаваат навика да безделничат и да им попуштаат на своите склоности, така што речиси им станува неможно кога и да станат цврсти христијани. Самиот факт дека ќе си легнете рано наутро, кога треба да станете, и ќе спиете преку цел ден, колку лошо делува врз вашиот метаболизам, врз вашето здравје, само тоа, да не зборуваме понатаму, че сета таа врева, гужва, музика, алкохол и така натаму, и кај млади, и кај некои други, може би, кои што милеат да живеат таков живот. Јас пред некој ден, нормално знаете дека почна жештини, а поготово вака повлажен воздух од кога е, и сакаш да си завршиш работа порано. Излегов да косам тревата таму во штарникот позади, беше 7 часот, значи негде пред 7 наутро. А знаете, тоа тримерчето баги има некои децибели и создава бука. Значи, замина снежена работа и јас излегувам позади и тој комшијата, иако он е рано будилец, до мене комшијата, и ми вика, многу рано, вика, ќе разбудиш комшиите. Викам, ќе издржат еден ден, ајде. Викам, а кога да? Од 12 сата да косам треба? Кога е жешко? И површината не е баш мала, значи од 7 до 11 часот, 4 часа добра бука направив. И сега замислите си, ја навиката што имале младите и постарите додека живееле на село, во едни, значи, по-нормални услови, поготово ако некој сади тутун. Ако некојаш имало искуство со тутун, јас не сум имал, меѓутоа, знаете колку рано се оди на берба, па целата таа процедура колку трае. И како после нева си легнат со кокошките, што викаме. Меѓутоа, тоа е тоа како Господ предвидел да функционираме, да живееме. А ние некојаш, значи, сето тоа ќе го испореметиме и здравието ни страда, и сето тоа делува и на нашиот духовен однос, ги слабее нашите умни способности. И тоа е целта на ѓаволот. Ѓаволот сака било како да го спречи тој контакт. Сеќавате, од неодамна баш Јани го цитираше оној цитат, дека единствен начин како Господ комуницира со нас е преку тие нервни клетки во умот што ги имаме. Така да, ако на било кој начин ги нарушиме,
се затапува умот и се намалува тој контакт со Господа и трпиме, духовно слабееме. Ѓаволот подготвил стапици за секој сталеж, за секоја класа на луѓе, за сечија возраст, но ние треба да го кренеме погледот нагоре и да гледаме на вечните вредности, да не се грижиме за овоземските добивки и да често пати размислиме зашто некојаш не се случуваат некои работи. Да не го свакиме тоа како некоја казна, туку еве како овие гадаринци не ја увиделе милоста, но ете, таа загуба која што доживеале била дозволена од Господа, дозволена од милост. Нека Господ не води, нека Господ не поучува како да живееме и како да обстанеме во овој свет кој што станува се по-лош, по-злобен. Навистина е тешко, но Филипјаните 4.13 го кажа наизуст сестра Менка, е јасен и едно големо ветување. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Навистина, ако му се предадеме на Христа, се можеме. Нема нешто што е невозможно. Нека му е слава на Господа. Амин.